Почитувани, добар ден. Надвор или барем во Скопје врнежливо петочно попладне и ете би рекол дотолку повеќе одлична прилика за удобно да се сместите и да не следите или да се вклучите во разговорите во рамки на емисијата Очи во очи. Ви посакувам добре дојде. Еве и слободна тема за целото чувство да биде комплетно на ослободеност и на комоција и кој знаете во вакви на вакво облачно време човек можеби и ќе размислува на поинаков начин, а потоа ќе ни дојде и ведрината и според метеоролозите веќе од недела се разведрува и пораст на температурите, а кој знае можеби и на политичката сцена, затоа што и понеделник веќе ќе биде ден во кој ќе се знае исходот од парламентарните избори, барем би требало за еден поголем дел од општините, можеби и најголемиот. Оној помал дел можеби да остане за вториот круг, но во секој случај би требало барем да се насети таа патека по која понатаму ќе се развиваат работите, па дури и пошироко, не само на локално ниво, значи во контекст на крајот од краиштата со односот на силите. Во албанскиот блок се чини дека е поставено тука прашањето како еден вид на освојување на легитимитетот, кој го има легитимитетот во овој друг блок исто така, кој ќе биде оној што ќе продолжи понатаму и по однос на централната власт. Така да добро, сите предуслови се тука, дотолку повеќе и слободна тема, ова едноставно како на крајот од краиштата едно завршување на таа предизборна кампања и нема барем по однос на неа повеќе да зборуваме, па да ставиме точка. Што се однесува до мене, со оглед на тоа што тука и би го завршил овој вове, да ви ако сакате, уште денеска може да зборувате. Утре и онака немаме средба, но и ден на молке, а од понеделник ќе разговараме за таа светла иднина која ни ја ветуваат секако. Така да, ако сакате, денеска слободна тема, се едно по ваш избор. Таа светла иднина секако, велам, со други зборови, не ни бега од понеделник, односно разговорите за неа. 60-91-924-925, еве почнуваме со првиот гледач. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, ве поздравувам. Ќе се одмориме и ние, и вие од оваа тема. А доста беше. И јас мислам, да, што е до мене. Така. Јас сега го повикувам целиот македонски народ да си гласа за Македонија. Да гласа за оние кои сакаат Македонија. Да не гласаат за оние што ја растурат Македонија, за оние што ја неќат Македонија. И тие досега што сгрешиле, што гласале за оние што не ја сакаат Македонија, еве им шанса сега да се исправат и да си гласат и да застанат на правиот пат. При крај сме да се спасиме државава од натрапници, и од натрешни, и од надворешни. Шансата е пред нас, пенкалцето враце, со умот напред, заокружете паметен, умен, итар, способен, школовен човек, што е почитува Македонија, што е гради Македонија, што е сака Македонија, што не игра неколку како да речем, долични лица се појавуваат, во разни нијанси се појавуваат. Овде едно зборуваат, кој ќе одат надвор, друго зборуваат. Државава е урнебесуваат. Доста им беше францускиот договор што направија жив проблем. И сега ни страм, ни перде, градоначалници сака да бидат. Честита Стан Стефански, бугарите се распадни Македонија.
Сега градоначалните сака да бидат, значи, Благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Абе, до вчера си го плукаше градоначалникот, сега повикува за него да гласат. Човеков, што прави? Ќе сватам другачија темата. За мене со повод за ова јавување ми е синокешното интервју на Мицкоски на Канал 5 и сакам сега да го прашам официјално вака јавно. Дали он им даде амнестија на сите политичари македонски што го потпишаа Преспанскиот договор и го потпишаа договорот со Бугарија? Бидејќи, ако добро ќе го цитирам, изјави дека македонските политичари што гласали за промена на името и што го потпишале договорот имале можеби добри намери за еднината и напредокот на државата, но биле изиграни од европските политичари. Со ваков став, човекот им дава амнестија на македонските политичари кои овдека луѓето ги колнат да им си суши раката. Дали затоа па го постави, еве, ќе ги прашам сега сите од јужната трибина, пошто ние од северната не изум, дали знаат кој е главен преговарач на Македонија со Софија за смирување на топката? Човекот на кого треба да му си суши раката? Првиот министер за надворешни работи кој они го колнат. Зошто владата го поставила негов за преговарача кој е предавник? Ако е на северната трибина, сакам да ги прашам. Дали ги знаат они тие факти или се само она ги работи Мицкоски, да не кажам како на српска на поговорка, само ќе го кажам втори дел, укупус. Дали тие луѓе контролираат што им прави Мицкоски? Па сега знам дека ќе се свртат, ама сакам да ги прашам дали знаат кој е главен преговарач помеѓу Македонија и Софија за смирување на топката. Човекот со исушена рака. Дали тоа го знаат? И зошто ако е толку проклет, Мицкоски го поставил и го представил него за преговарач, ако направил лошо во минатото? И дали она пак е повторам на она неговото си нека, значи... Така, да, истече времето. Благодарам ве, поздравувам. Повелете, добар ден. Добар ден. Повелете, да, добар ден, се слушаме. Благодарам. Повелете. Па вака, пошто да кажам некого што не заслужува да биде кажан ни жена, не знае дека јас живеам во објект кај што има водовод и одвод и канализација уште во февруари 1964 година. Во објектот јас кај што живеам има од 64 година водовод, одвод и канализација. А ако некој уште живее во септичка јама, па сака да ги навредува другите, тоа е негов проблем. А тоа јас што го кажав, беше прекажано од професорот, политиколог од правен факултет, дека се уште во нашава држава има луѓе кои живеат без канализација. А на некој ако му цветаат рози, а живее во септичка јама, во дворот, не буквално, во дворот, нека можеби ќе се навреди, ма заслужува, затоа што знае да ни држи предавања и нам, а и вам. Ако е истата од вчера. Таа нека си држи предавања во незината партија, а нека не ни кажува ние во Скопје за кој градоначалник да гласаме. Ние сме доволно паметни и знаеме дека во Скопје се уште нема секаде канализација. Се толку лабави во својот ум, па да зборуваат и тоа што личи и што не личи. И да кажуваат кој за кого да гласа. Па кој за кого сака нека гласа. Мене никој не ме платил, па за некој да гласам. А тие што зимаат пари и што си го продаваат паметот и душата за еден сендвич, нека навиваат и за 9, и за 5, и за 4, и за 128 има таму некој. Нека си го приберат паметот, а после изборите ќе разговараме. Кој број за кого заслужил да биде заокружен и дали доволно знае што се случува во нашава држава, или мислат дека живеат во 25-та година пред нашата ера, а не, јас знам кај живеам. Јас живеам во 21 век, во 25-та година. А они живеат. Ви благодарам и поздравувам, но ете, тоа е и повеќе од јасно би рекол. Генерално како стојат работите со сите работи, па така и со канализацијата. А Битола нема практично, тоа и го дискутиравме. Дали ќе добие пречистителна станица, а нема одводна мрежа, канализација. Отпадните води одат директно во река, односно не се само отпадни, туку се оние
навистина фекалии, канализација и така натаму. А за населби рурални подрачја пак воопшто не зборуваме. Така да далеку од тоа дека е надминат, дека е тоа во согласност со технолошките достигнувања и така натаму. Има и тоа како да се работи, значи нема потреба, велам, да се ете вие толку вложувате околу нешто што и тоа како јасно, тоа е нешто барем што го чувствуваат луѓето директно. Не е тоа некоја невидлива работа која не знам од некаде се зрачи, од некоја фабрика излегува, а ние не знаеме, но ќе ни се одрази на здравјето. Тоа е ете токму велам или ете некое место кое е малку познато. Доволно е велам би тоа да се спомне, затоа и се помеѓу другото тие очекувања наши. Очекувања не да дојде некој да биде градоначалник, туку да испорача, да ги смени работите, да ги елементарните работи, работите кои ако ништо друго велам не прилегаат во ова време, во овој век со овие технолошки достигнувања, па на крајот на криштата и со сето она што го имаме и до каде сме стигнале. А да е ситуацијата таква. Ова сакам да кажам дека оди дури во насока и на деградирање, во однос на некои поранешни времења. Состојбите. И нормално е да деградираат ако нема одржување, ако нема унапредување, ако нема развој. И тоа што било ќе пропадне. И затоа тоа и се случува, имаме такви работи. Што е пропаднато, што е девастирано, ете да не се шири, барем јас да не ја ширам темата, да не одземам време, но се едно, приватизација и така натаму, па колку сега големи системи и фабрики се едно остана од тоа што имаше порано. Се е тоа срушено, згради се никнати таму, легални се во ред, па нема место за паркинзи, па сега катни гаражи и така натаму. Значи немаме она што сме имале, лидер во производство на автобуси кој извезувал на секаде по светот. Нема фабрика за автобуси автентична наша или хемиски индустрии или така натаму. Значи тоа е пак нешто што е наменски урнато, не го направил завод на времето. Така да и тоа како треба да се покажа. Сето тоа е како на локално, така е поврзано и со државните институции. Повелете, добар ден. Добар ден. Добар ден, да. добар ден, добар ден. Поздрав, да, повелете. Да, теге почитувам. Гледате како доаѓа ден, два, уште малку, која ќе ги стемаме овие текстата. Погледнете ги колективе наши и колегите, како нервозно зборат. А зашто? Нема потреба од тоа. Они треба да сватат дека они ќе бидат крај. Со нив се завршува работата. Вчера отидов случајно во Бутел и тамо беше Филички. Па мене ми беше жал кога го видов, да ти кажам искрено. Јас така студент не сум видел. Тој беше како репдил. Не знаеше како се вика. 22 луѓе беа во Бутел, од кои 6 или 7 беа што работат во општина за нив. И тие кажуваат денек ќе победнели, не знам што. А да го видиш турата, мене ми се плачеше. Искрено да ви кажам. И почитуваат, што би рекол, дечко од пливачот. Зашто не ги интересираат и никош не кажуваат за тоа, кој ќе прочитат нешто од тоа за Боки, за овие другариве, негови што ги лапаа парите. Или ги гледаат само за тракторите. Друго не може да го приметат. Па погледнете, нека видат и за тоа и нека им биде јасно дека ова, кај да е, за кратко ќе биде, ќе се спасиме и нека даде Господ, нека помине така, нека биде како што треба и ова ќе им биде последно. Мислам дека овој пат ќе биде на вистина Македонија тоа што треба да биде. А они нека мислат дека не е така, меѓутоа јас ви гарантирам дека се што се работи сега ќе биде се подобро и поубаво. Те поздравувам, почитувам. Благодарам, поздрави до вас, ете ништо помалку почитуван. Повелете кој ни е следен. Добар ден. Здраво и сум. Здраво, повелете. Да се надобрзам на оваа СДСМовкава пред овој што беше. Значи, ако се паметни граѓаните и ако не се платени над 18 години што ќе гласаат, треба прво да се извинат што гласале, што сгрешиле што гласале за предавници од СДС пред некое време, а сега да кажат дека ќе гласаат против нив.
тоа значи за владеачката партија? Тоа да ја одговорам. Затоа што македонскиот народ на конец ни е државата. Конечно се разбуди дека овие предавници од СДС што беа, освен предавства, ништо не направија за македонскиот народ. И тоа што им дадоа на Дуи да командаат со државата, што му дадоа 20 милиони на жената на Ковачевски, комплетно да ја даде власта на Дуи да води со државата. Па играа кошарка, фудбал, па си пушија цигари, па родендени си славеа у Министерството, да ги подсетам овие предавнициве и овие што се врегаат кој им кажат северџани, а секој јавување се јавува Северна Македонија, кажуваа, и уште поддржуваа, демек ќе сме влезеле во Европска унија, дека е тоа добар, пазите, храбар потез. Абе тоа е предавнички потез, бе, а не храбар. Луѓето се разбудија, сватија дека душманиве од запад, односно Калето му ги даде снимките на Заев, за да компрометираат неколку личности и да го донесат на власт по пат на Сорос и Усаид парите со шарена револуција. Па освестите се, бе, што е игранката. Сака да уништат македонската нација со уцени со уцени за менување на идентитетот и бугаризација на македонците. Благодарам, поздрав до вас, повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Вака, не знам кој колку гледал на овие интернет мреживе, нивниот гуру, нивниот водич, професор доктор МРАСС, таму, како да го кажеме, магистар, чудесиот професор. Ма добро, тоа додека се набројат сите титули, ќе помине време за емисијата. Не само мојата минута, и денот ќе пройде. Значи, да се знае тоа, затоа директно, да. Некои изјави дава таму по нивните митинзи, таму кај што се представува да гласате во Сарај за тој градоначалник, вие мои верни ВМРО-овчиња, вие мои верни ВМРО-овчиња, у Цаир да ми гласате, у Сарај да гласате, во Тетова, Гостиваре, Каршова. Немој да не сте ми гласале. Еве сега им порачувам на сите вака симпатизери што го велиша тој МРАСС професор. Нека се преиспитаат малку кое беше мотото на тоа тако звано ДПН и за кого ќе го дадат гласот. Па нели им е срам, бе? Абе, нивни луѓе гинеа 2001 година, бе. Нивни луѓе бе утепувани по ВЦ, по Карпалак, па кај уште да не ги кажам. Аллах да им е, бе, Аллах да им е, стварно патриоти. Абе, тој инат, не знам од каде ќе им истара силата. Абе, инат не виден, бе, магарешки инат, чудо некој. Абе, магаре на мост да беше толку инат немаше да има како. Абе, нели гледаш дека државата ти ја продава човече, едва чека да пройдат локални избори, да ти ја продаде држава. Така, благодарам ве, поздравуваме. Кој ни е следен, може би пак нешто помеѓу мисли, помеѓу овие крајности кои ги слушаме. Добар ден, повелете. Добар ден, Исо. Да, поздрав до вас, повелете. А баш крајности, неш како овие лигавите што одат, што неќе да го предложат да пасие за јавен обвинител и што одат по парастости со пченица, никако да пофалат своји кандидати. Никако. Така се ова е класика од Инфомакс платениците. Така и полицаецот. Ти да услушаш Мицковски, да сватиш обратно, значи стварно си полицаец. Извини, другаче, ќе ти зборам ака. Значи класика од глупости. Како некој во ова цела кампања, вие ваш никој не пофали. И секој кој ќе ве праша, некој вие велите ние нема да гласаме. Па како сакате промена ако нема гласање? Класика од глупости. А барате промена. Јас сепак ќе се задржам на она од прошната тема за кочани. Тоа ми е најболно да ти кажам. Овие веќе се предаени, веќе сваќаат дека не може да има шанси нешто да променат или да добијат. Важно му ги купи од Инфомакс на полицаецот пелетите што плачеше пред некоја емисија и тоа се задоволи. Значи, да сватиме дека не се суди на поединец за да биде прво судењето за кочани, него на систем. Чим се случи на систем, значи мора
мора да се вратиш многу назад, или па веќе ако се буна дека одиме многу назад, да одиме многу напред. А напред е собствеников. Тој ќе каже со кој се подмитувал, кој се е правил. И кој се бил заложиш на неговото мито и на пари. Си ако одиме уште понапред. Колку и да биде болно. Најнапред е тоа што некој ги донесо таа пиротехника, ја запали во кабарето и некој што не ја искасал, собственикот пак. Значи тука ќе се кршат сите работи. Пак ќе ти повторам. Ова треба да се даде на меѓународни суди, затоа што стално тие барат само оставка од Мицкоски и Тошковски. Друго не ги интересира, затоа што пресудите ќе ги одлежат. Така, ви благодарам, ве поздравувам, повелете кој ни е следен, добар ден. Добар ден, Исо. Поздрав, добар ден, да. Ајде го поддржам човеков што ова го кажува. Знаете ли што ме подсеќа? Ако се сеќавате, кога се растури Татбанка, се враќа многу назад, а Бранко Црвенковски рече, сега јас рече ќе му исечам краците на автоподо. Кога ги виде околу него внуци, правнуци, роднини, кумои и ништото. Така и ова за Кочарник. Што ќе се расправаме? Дали еднаш овој народ ќе се свести дека треба да излези на улица со мирни протести, нешто да сменува и власт и се. Се гледа ВМРО и СДС што направи овие години. Е продадо државата на други. Само да ми е страм да зборувам. Значи, затоа ви велам. И зошто сега не малтретираат дојме градоначалници да бираме? Дајде и со седнете таму во парламенту и речете Исо ќе види за Скопје, Петре ќе види за Прилеп. Што да трошиме пари? Што да трошиме пари за џабе? Доста ни е веќе, не сме толку глупи како народ да замислиме што ни прават. Срамота е. Зошто, реков, зошто? Што ќе правиме сега? Што ќе бираме? Ова беше последниот бастион што рековме, ајде нешто ќе се смени. Ништо сето тоа. Каде се потерниците против Заев? Каде се против Алија Смети? Каде се против Артан Груби? Само не бројувам, не дека ми смета. И што сега ќе се лажиме уште? Миш, јас сам да ти јадам сладките. Ајде бе, Исо. Барем. Да, ете, истече времето. Благодарам, поздрав до вас. Добар ден, повелете. Ало? Да, добар ден, повелете. Почитано родитело Диме. Повелете, почит, да. Почити Јаско Нос. Благодарам. Имам една замолница. Кажете, повелете. Во моje име, не во име на Шпици, играчот и чизмата. Почна да се моли. Почитам водител, се препелка и сега почна да се моли. Таму саре чај се моли. Па едно време викам, ови да ме порано, знаете како се фрлаше на колена. Викам, ови да ме почита на коленцата го боват и така. Почитам водител, твојот човек. Кој човек, не човек. За кој човек, не човек. Твојот човек. Нивната парола. Почитам водител, ние забораваме ли дека тој не човек, мојата татковина ја нарече мочурище. Ние забораваме ли, почитам водителу, дека сите граѓани во Македонија ги нарече стакори, стаорци, лесинари, накрофици. Пазете и. Тој не човек. И ја ќе го имам во уста сега во позитивна конотација. Јаничко се држава, почитам водителу, дали разбираме ни или не. 17 месеци, 17 метражен филм може да се снима за него и за неговата партија. Кој црнила све ги секој ден. Ножеви, тепачки, пиштоли, автомати, се краде злато се. Типичен нечовек. Анти-македонец, анти-човек кој што него сака својот народ.
Ја ќе го именувам него, тој човек, срамота. Благодарам, поздрав до вас, добар ден, повелете. Ало, добар ден, Да, се почитуван слушаме. водителу. Почит до вас исто, да, повелете. Видите, проблемите на Македонија сега се наследени од Југославија, од комунистичка самоуправна Југославија. Аха. Кога Хрватска и Словенија сакааше да се делят, да си направат држави, нивните народи се државотворни. Ние заговарахме асиметрична федерација. Заговарахме сојуз со Црна Гора и со Србија. Еве докаде додовме. Лесно е да фрлиш камен в бунар, тешко е да го извадиш. Од каде потекнува клати врата зиме плата? Од каде потекнува никој не може да ме плати помалку од колку мога ја да работа? Тоа ни се случи во Југославија и продужува. Додека и последниот комунист не стане од Македонија. Да го снема, Македонија нема да оди. Комунизам е оган, кај што пане треба 100 години не гнува. Така да, ние още сакаме поголеми плати, сакаме поголеми пензии, да одиме во Грција 2 пати, 3 пати, да одиме на Копоник, во Австрија, да се лизгаме, ама да не работиме, да гледаме друг да работи за нас. Нема тоа. Така да, комунизам е зло, тоа е паразитско општество. Ние го наследивме и уште сме комунисти. Да се разбереме, и ВМРО стана комунистичка. Начело на комунисти владеат со ВМРО. Комунисти владеат секаде во Македонија. И тоа нема спас. Само нивно исчезнување. Тоа е спасо за Македонија. Друго нема. Да мора почне секој да работи, а не да мисли некој друг да треба да заработи. За мојата плата треба некој друг да ми ја заработи. Како така? Ја ќе ја заработам. И пензијата треба да си ја заработам. И секој треба тоа да го работи. Благодарам, вие навистина со голема врелина зрачите. Бете, добро, последен ден од кампањата е некако, мислам дека дури и самите учесници полека стивнуваат и тие карвани и така. Но добро, се уште е кампања, не мора да значи. Така да добро се гледа онака дека интензивно разгорени страсти се и така натаму. Но добро, тоа е тоа. Секој прави што може да направи, во која насока да повлече, да турне, да убеди. Како и да е добро, еве да слушнеме што ќе ни каже следниот. Повелете, добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден, да, вие сте, повелете. Така малку дожд, тука малку воздухот ни го ички. Да. Може и паметот малку ни го ички. Да делува и на паметот. Значи, јас го поддржувам, јас така работев во комунизмот, за некој да нишат и да зимат плата, ја радувам до 5, а сите до 3. Така да и тогаш имаше, меѓутоа кој како си осетил на грбот, така си знае. Јас сега би изборувала за ЕНАП. Значи, ја не можам да сватам која деградација. Значи, како може, не знам, како може на луѓето да им се забрани да штрajкуваат. Значи, ова ја не можам, до сега не сум чула некој да има некој забранет штрајк. Можда сум пропуштила, не викам не. Меѓутоа, ја не сум чула до сега да има некој забранет штрајк. Значи, 23-та година луѓето што бараат. Значи, ја не можам да следам кое судство е сега ова. Образложението е нешто дека немало, не биле поминати сите оние процедури за помирување и така натаму, и нешто спротивно на работните односи. Тука е нешто друго, не знаеме ние што... Ке го обжалат, да, за синдикатот на летање, за МНАВ зборувате. Немате узбор. Значи, овдека е многу симптоматично, не знаеме ние што се бара. Значи, овдека изгледа нешто се крие, затоа што судот не се доволни информации. Тоа и тоа. Значи, си имале судот, си направил, што си направил таму свој, овако, си одржал расправа, меѓутоа без нивно. Мене тоа ми се има случено приватно во Југославија. Значи, си направил така, ќе биде која демократија. Нека објасни некој кој човекови права, која демократија се работи за небо, се работи за луѓе. Значи, 3 години тоа што подпишале не го оствариле.
И како можеме ние да имаме каква безбедност? Значи, не знам, судиите што прават, ти го ограничува животот, но едноставно и барањата и оваквото што си све. Благодарам, да ве поздравам. Ќе видиме, ќе биде интересно, иако на вистина не гледам зошто би ни биле интересни такви работи кои не се во ред. Очигледно дека има некои проблеми и треба да се решат. Прашањето е дали може да се решат работите, односно се она што не функционира со забрани, со наредби и така натаму. Колку тоа може да функционира, особено таму каде што претендираме и како општество демократско, барем така и се декларираме. Иако во оние извештаи гледате хибридни, не случајно не ставаат како хибриден. Хибриден помеѓу, значи делумно и авторитарен. И секако дека си има и своји обележја. Исто така некоја емисија се едноконтактна и така ја нарекувате објективна демократска со право на сите, а при тоа да издавате наредби кој како може и слично, освен она нормално пристојно цивилизирано однесување. Но да одредувате во зависност од тоа кој што ќе каже, ако е цивилизирано и велам разумно, не може да тврдите тогаш дека сте објективен или му селектирате кој како кога, отворени за сите. Така да и тука ние претендираме кон нешто, систем е таков, системот, демократско општество и слично, а тука имаме работи кои не верувам дека може да донесат нешто добро, не само таму, во смисла ги решат работите, туку и пошироко. Се отвораат многу прашања, не може да штрајкуваат. Тоест се забранува, не може. Добро, и тоа иако е загарантирано со Уставот. Затоа што нашле, да, ама не сте поминале ова и она, значи слично како ете, не може да се разведат двајца, па сопружници не сте поминале ни советување. Остави, дај ми да се разведам и пушти, немој да не сакам да слушам, да ме советуваш ни што сме се договориле да се разведеме. Не забрането е. Тука имаме принцип на таков пристап и велам, ќе ги решили работите. Нормално сега го обжалуваат тоа, ќе го решили незадоволството, ќе ги поправили тие проблеми кои постојат таму, ќе разјаснили што значи право на протест на штрајк, или само ќе внесе забуна. Значи имаме право да протестираме, да штрајкуваме, освен кога ќе ни забранат. А што сега ако одлучат да бойкотираат? Добро, нема да излеземе на протест на штрајк, бойкотираат тебе. И нема никој да дојде на работа. Ќе добијат отказ сите. А тоа и, ајде, повеќе помалку важно. Кој се грижи за луѓето, дали ќе останат без работа? Туку ќе престане да работи или МНФ? Затоа што, помеѓу другото, ми чини еден од аргументите и тоа. Да функционира и слично. И добро, што исто наредба ќе се издаде, мора да дојдете на работа. Не сака, дојде организирано, не дојде, може да не дојдат и што правиме тогаш? Како ќе работи таа институција? Поентата е, не сум сигурен ка може да се решат работите така, на тој начин. Треба да се определи нешто, дали медијатор, дали како и да е, да се видат, да се утврдат околностите или слично бија, но тоа е принцип кој го гледате и во политиката. Проблем е дали некој се видел поранешен функционер со ово и со оној, па пораки му праќаат или си ова или си она. А што, секој треба посебно да работи? Па дајте тие коалиции се да се разбијат. Тука од една страна коалиција во владата, па претенденти сите овие партии и независни и така натаму, а не смееш ни да комуницираш. Па како тоа? Па како, ајде да се напаѓаме и тука, зошто се јавил некој што е од една, се залага за една страна и друг за друга страна, зошто зборувам јас со тој? Или си со него или не си? Па тогаш ќе направиме емисија за оваа партија или за онаа, за приврзаниците на таа опција или на онаа опција. Но тоа нема да биде во насока на решавање на работите. Ако сакаме да ги решиме, треба со сите да се видиме. Не може, не зборувам јас со овој, па јасно е, сите треба да комуницираме, особено во тие структури. Власт. Ако се претендира да се решат работите. Инаку, како тогаш секој сам да си работи, а ние заедно имаме и држава и се. Така да тоа се тие работи, кога ќе ги погледнете, за жал тоа така функционира, на дело се покажува.
При тоа тие исти кои тоа го порачуваат, до вчера исто така имале средби контакти и сега значи се доаѓа во ситуација да не само да е срамота, туку е смртен греф практично ако со некого комуницираш кој е со други стојалишта. Па каде е слободата на говор, каде е се едно ќе дојдеме од тоа, не смееш да го поздравиш. Зошто? Па ти си таа партија, тоа е друга. Заради партиското или заради државното е? Кои интереси се над? Па надминете го тоа. И во која и да е предпријатие, фирма, се едно, еве во медиумот, ако со некого не сте во добри односи, што значи тоа? Ќе одбие да работи или не сакам јас да комуницирам со тебе, ти имаш емисија. Секој ќе си ја заврши својата работа, а не мора добар ден да си каже. Ниту довидување. Тоа е таа обврска која имаат и тие, и ова е слично би рекол и со МНАВ, и токму велам со функционирањето во власта. И во рамки на коалицијата, која и да е, или коалиции, и со опозицијата. Не можете вие, па ти си опозиција, не те есапам. И слично. Повелете, добар ден. Добар ден и поздрав, господин Исо. Благодарам, поздрав, благодарам што почекавте малку. Повелете. Господин Исо. Повелете. Повелете, нема проблем. Повелете, да. Јас, моето мислење е следно. Ке коментирам за македонските елити, бидејќи народот си е народ. Моje мислење дека Мицкоски и ја победува ова изборна трка, едноставно од две причини. Едната е во тоа што тој се одроди од илинденското македонство, кое што нема врска со илинденскиот, со титовиот македонизам, тоа го форсира Мицкоски. Што значи тоа? Македонец во држава е само македонски славјанин и никој друг. Многу луѓе кои не се од тој род се прават македонци, го поддржуваат Мицкоски во неговите расправи со бугарските власти, само да ги скараат македонците славјани со братскиот бугарски народ, зашто така им одговара. Нашле село без кучиња. И охо, шо убаво ми е Македонија. Надвор сум македонец, ако ќе одам дома, си е терат неговата кај што дошол. Значи, втората работа е што Мицкоски ја презеде улогата на бранковистите и знам, каде што главни носители се воените офицери од ЈНА, кои што се бореа заедно со, наместо да дојдат во Македонија, се бореа заедно со српските четници против хрватскиот народ во Вуковар. Како не им е срам, бре? А сега се прават македонски патриоти, а не сакаат да дојдат во Македонија. Благодарам, поздравете. Секое мислење е добро да се слушне и неопходно е да се слушне. Ако сакаме да воопшто и да размислуваме. Ако сакаме, ние имавме, не случајно се нарекува едноумие и така натаму. Тоа што ќе кажат, тоа е едната опција. Добро, повелете, добар ден, кој ни е следен, како размислуваме. Ало, добар ден. Добар ден, поздрав до вас. Вонредно јавување. Одлично, добро, повелете. Македонците се најмалку славјани, а бугарите паичи. Така да нема шанса да бидеме братски народи. Тоа бугарите сакаат, ама не бива. И сега околу ничкосувањето, Мицкоски не е ничко со Македонија, ама ќе го ничкоса СДСМ во недела. И нив тоа ги боли, овие од Северна, затоа се вака во депресија, нервозни и шират лаги и невистини. Као, например, полицајецот од Радишани. Никојаш не бил назначен Димитров за преговарач со Бугарија. Тој си има своја некоја невладина, преку Европа тамо нешто мути да биде во игра, тоа го демонтираше и Мицкоски. Исто така, во претходната емисија твоја, кажа дека Мицкоски кажал дека само 300.000 ќе освои гласови ВМРО. Па 300.000 ако освои ВМРО, тоа ќе биде историски најголем резултат на локални избори, а не намалување на гласови. Значи, парламентарни баби и жаби не се мешаат со локални. Ама за манипулација душа дале. А него гледаше на Бохи, например, документарецот за рекет,
да види Филипче оттегнат на троседот кај Боки дома, и Боки кај што вика дека ништо не потпишал ако не земе пари Филипче, тоа не гледаат. Ќе го видат, ќе излезе сега скоро документарецот и преписките со заев, све ќе излезе. Овие па од левица ставиле градоначалници во Струга, Кичево, Костибар, тамо кај беше, и еден збор не кажуваат против градоначалниците од туи, кандидатите. Само ВМРО го напаѓаат. Интересна работа, нели? Еден збор нема против тие од туи. Ама овие железничари, знаеш, учени кои работеле со тоа чеканчето по вагоните да тропаат, да не најдат некој дефект, нели, на вагонот, кои ќе отидат у пензија, по навика си продолжуваат со тропање, да не најдат некоја мана на владата. Ама џабе тропаат. Оваа влада многу малце мани има. Благодарам, поздрав до вас. Ете, ќе биде убаво да се слушнеме и слушаме и понатаму, а еве драго ми што вака ова вонредно, но не вонредно како вонредна ситуација, вонредно јавување, туку ете го доживувам како инспирација која сте добиле и потреба да се јавите. Токму за да имаме уште едно мислење повеќе. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Да, се слушаме, повелете. Па, јас се почна вака културно, мада су предходниве pre некоја мисля рече дека јас сум некој кој полицаец од таму од една шашка паднат од Марс, од погоре од Марс, јас ќе му кажа дека со земјата. Не сум како него од озгора сега со клевета, никако предходните со клевета. Тој што кажа мене ме иритирате, никогаш не сум бил член на комунистичката партија. Ти член во било која партија, исклучува 90-та партија бев член со село семејство ВМРО ДПМН. И од тогаш навака кога видов Кавлеса кон бугари дека се некој немете за столница Македонија се откажа, значи он една партија. Меѓутоа тој што рече да снема ни еден комунист, тој често пати се јавуваат и вика дека се представува дека откича некој Милеј. А да му кажа само на тој Милеј дека Сојузот на комунистите, комунистичката партија ги поведе партизаните со слобода им од балистите и од фашистите од Бугарија. На тој бугаринот што ние македонците сме биле слабјани и србомани и соделе со четниците против усташите, да му кажам дека тој никогаш не може да биде македонец и честен граѓанин на оваа држава. Или другите. Тој Милеј им од Советски Сојуз албанеци, знам дека албанеците не знам што го боли. Зошто да нема, зошто да колни тако да нема ни еден комунист да не остане. Зошто му сметале комунистите се, дали дека се борија против балистите или против бугарите. Или да клевете мене желничен полицаецот. Јас ќе кажам вака. Јас од Кичо сам кандидирав единствен, бев кандидат самостоен. Додека не реагираше новите на ВМРО ДПМН да го кандидират кандидатот за кој го предложив јас јавно од не една партија да го предложи било која. Доктор Јовановски, која Мицкоски на трибината се изјасни да се поддржаваат од Бен градоначалникот. Тоа се реагираше новите. И јас и поддршка има подни затоа што барав да се биде од ДПМН, од да предложам било кого Јовановски. И после кога го предложија Јовановски, јас се повлеков и ви. Така, благодарам, поздрав до вас. Повелете кој не е следен. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Повелете, добар ден. Добро, на другата линија може би имаме некого. Повелете. Добар ден, почитувани со. Добар ден, почитете и пред избори. Поздрав до да се слушаме. 2024. Благодарам, поздрав до вас. Па со оглед на тоа да недела ќе биде празник на демократијата. Јас би кажал нешто вон овие надвор од овие секојдневни наши препукувања. Па, сигурно ја знаете, а и другите ја знаат, но не е лошо и ќе ја кажем сега една кратка приказна од Библијата, Евангелие по Матеј, поглавје 22 стих 14, има кажано: мнозина се повикани, но малкумина се избрани. Ја знаете приказната, еден цар правел свадба за царскиот син, меѓутоа дошле некои гости уредно облечени, некои неуредно облечени, со што тие неуредно облечените не искажале почит кон царот и неговиот син. Јас во недела ќе се облечам со љубов кон Македонија, со патриотизам, ќе се облечам со одговорност, а подарок на избраните, нели мнозина се повикани, но малкумина се избрани, на оние што ќе бидат избрани, ќе им подарам уште поголема одговорност. Зошто? За да ја знаат силата на народот.
за да ја знаат моќта на тивкото мнозинство. Затоа што цар во републиката е народот. Затоа што народот е тој што дава во републиката и народот е тој што зема во републиката. Треба да ги знаат оние што ќе бидат избрани своите права и своите обврски, затоа што уставот е најголемото слово во републиката и никој не смее да биде на тоа слово. Секој што ќе се дрзне тоа да го направи, лошо ќе помине, токму од народот. Затоа, јас повторно ќе ги повикам политичарите, а и народот, да бидат повеќе одговорни. Така, ете истече времето, ви благодарам, но би рекол дека ги слушнавме па може би и клучните пораки и еве за крај изгледа. Станува јасно дека за крај на оваа емисија, а токму во очи предстојното гласање, може би е и добро да завршиме токму со тие пораки, со тоа дека всушност народот е носителот на државата и за добро и на народот и на државата треба да се прави се. Имаше она една поговорка како одеше нешто, нема каење после гласање, нешто така. Се едно, како е, и да е, размислете слободно, како се вели исто, со студена глава, со ладна глава, по собствено убедување, без притисоци, рационално, и направете го изборот в недела за онаа опција која токму ќе биде најсоодветна за народот и за државата, која ќе донесе добро на народот. Значи, со отворени очи, со отворена душа и срце за сите, не само за себе лично. Затоа, нека се тргне личното, партиското, она што ќе биде најдобро за сите, за државата, а тогаш ќе биде и за поединците, истовремено. И уште повеќе, отколку што е кога само за поединците, затоа што е на штета и на народот и на државата, па ќе престане тогаш да биде добро и за поединците, затоа што ќе пропадне. Ви благодарам, ете, се надевам дека во понеделник ќе констатираме дека се поминало како што треба. Наше е да го направиме нашиот придонес во таа насока да биде како што треба. Нивното е потоа да одговорат на обврската која треба да ја преземат. Имајте пријатен, мирен викенд. Довидување.